Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за интолеранција наспроти алергија на храна. Ќе ги офатиме сите аспекти за овие две доста чести состојби кај населението, но и ќе објасниме разликата помеѓу интолеранција и алергија на храна. Моја гостинка и соговорничка во денешното издание на емисијата е професор доктор Мери Киријас, професор по имунологија на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет Скопје. Професор Киријас, добар ден. Ви благодарам што прв пат сте дел во добриот доктор, иако претходно имаме соработувано и во магазин Здравје. Ви благодарам на поканата, да, драго ми е што сум дел од оваа емисија. На почеток, што значи точно поимот интолеранција на храна и колку е таа честа кај населението? Така, интолеранција на храна е еден поим кој што го употребуваме, всушност означува нецелосно дигестирање на одредени типови на храна, кои што секако сите сме свесни дека во последниот период доста се почести или може би стануваме посвесни, па реагираме и ги уважуваме симптомите кај пациентите, па се сврстија како посебна категорија на состојби интолеранција на храна. Така, еве, и на почеток, која е разликата помеѓу интолеранција на храна и алергија на храна? Така, алергијата на храна е имунолошка реакција, односно тоа е состојба кога организмот на една нормална реакција всушност реагира премногу бурно, затоа ги нарекуваме тие реакции на преосетливост, односно на храна на која што нормално не треба да имаме никаква реакција, ќе реагира со силна имунолошка реакција која што е посредувана од така наречени IgE антитела и тие понатаму ќе дадат соодветни симптоми. За разлика од тоа, интолеранцијата на храна не е имунолошка реакција, туку едноставно реакција на несоодветно дигестирање на некои состојки од храната. Кои намирници, односно која храна најчесто предизвикува интолеранција? Така, прво кога ќе кажеме интолеранција, сите ја поврзуваме и тоа е најчесто, и најчесто ја поврзуваме со интолеранција на глутен, односно таа е честа интолеранција, односно сите производи што содржат глутена, тоа се житариците, пченица, јачмен, рж, што значи тоа веќе станува збор за многу продукти како леб, тестенини и пиво, каде што ги содржат овие житарици кои што може да прават проблем, односно интолеранција. А понатаму друга доста честа е интолеранцијата на лактоза, тоа е млечниот протеин, значи реагирање на млеко и млечни производи, а понатаму може да биде и било која друга храна, значи се групираат по разни состојки што се присутни како хистаминот, па тогаш храни како што се вино, одредени сирења знаат да прават проблем или некои адитиви и така натаму, значи може и различни типови на храна кај различни индивидуи да предизвикаат така непријатни симптоми. Да, еве кога сме кај симптомите, кои симптоми најчесто укажуваат, односно како реагираме ако сме интолерентни, не поднесуваме некоја храна? Така, генерално првично е она што забележуваат пациентите на што се жалат се симптоми од гастроинтестиналниот, значи дигестивниот тракт, па почнува со дуење на стомакот, гасови, може да има болки во стомакот затоа што имаме недигестирана храна, непреработена. Така, непреработена, може да има и диареја или обстипација, да се менуваат наизменично и некоја општа нелагодност, значи така како недефинирани, меѓутоа повеќе во однос на дигестивниот систем симптоми. Так. Кои што, да напоменам, не се јавуваат веднаш после внесување на храната, може да поминат и неколку часа, некогаш може да биде и следниот ден, за да се јават тие симптоми на нелагодност. Така, го споменавте дигестивниот систем, дали надворешно може да се пројават некои симптоми или пак да се појави чувство на замор, на, рековте, и нелагодност кога веќе стануваме или сме интолерантни на некоја храна, односно не поднесуваме храна? Па, зависно за што станува збор, меѓутоа, да, одредени може да дадат и главоболки, значи глутенот може да даде и
како по системски реакции, значи може да се манифестира и со главоболки, може да има и некои кожни промени, меѓутоа тие се поретки. Генерално прво се од дигестивниот тракт симптомите. Така, професорка, кога симптомите треба да не загрижат и да побараме лекарска помош? Па, обично може би не од првиот пат, односно барем некој период, ако се повторува. Неколку пати, да. Да, се повторуваат симптомите, убаво е тогаш да се посети лекар и во таа ситуација е пожално, нели, затоа што прво што се случува, нели, распрашување на пациентот за кога му се јавуваат симптомите, нели, кои симптоми ги има. Многу е битно ако може, нели, да размисли дали може да ги поврзе со одреден тип на храна или што е јадено во текот на денот, или ако не може да се сети, убаво и се препорачува, нели, ако тоа трае некој период, да се води дневник на исхрана, значи што е внесувано во текот на денот и во кој момент, нели, се јавуваат симптомите, затоа што тоа многу помага за правилно насочување понатаму, нели, во здравствениот систем, односно кои тестови или дали кај некој специјалист треба да се обрати, затоа што симптомите на почетокот можат да бидат неспецифични на многу работи, да укажуваат. Да, и сега за да знаеме од каде да почнеме, со кои анализи, каде да го насочиме пациентот, убаво е да имаме што повеќе податоци, за да не се губи повеќе време додека се дојде до точната дијагноза, нели, што е проблемот. Или до конкретните анализи. Да. Така, дали интолеранцијата може да се развие и подоцна во животот, ако претходно сме поднесувале или не сме имале никакви реакции од одредена храна? Па, реално да, во однос на глутенот, тој нема, значи, почесто може би се јавува во детскиот период, меѓутоа може да се јави и кај возрастни. Нема правило, нели, сте јаделе, сте конзумирале житарици, меѓутоа одеднаш осеќате дека не е веќе исто, така да тоа може. Со лактозата е друга ситуацијата, затоа што ензимот природно во детскиот или новороденичкиот период има повисока активност, затоа што исхраната на новороденчето е прилагодена повеќе, нели, дали на мајчиното, нели, млеко или додатоци во сите, нели, каши и така натаму, така што организмот природно има повисока активност. Меѓутоа, како понатаму се менува, нели, исхраната, активноста на ензимот опаѓа и всушност таа лактозна интолеранција почесто се јавува, нели, после адолесценцијата и кај повозрастните, кога активноста на ензимот се намалува. И тогаш речат, ама јас како дете пиев многу млеко, а сега од една чаша млеко имаат поизразени симптоми. Тоа е тоа, затоа што ензимот си ја намалува активноста со текот на годините. Така, сега малку да продискутираме и околу алергијата на храна. Обично кога се споменува зборот алергија, се поврзува со дерматовенерологија или со пулмоалергологија на некој начин. Меѓутоа, што се случува во организмот при алергија на храна од имунолошки аспект? Така, бидејќи станува збор за, или ја викаме хиперсензитивна или реакција на преосетливост, всушност кога прв пат ќе внесеме некоја храна, тоа е првиот момент кога настанува сензибилизација. Тоа викаме дека организмот во тој момент учи, односно се учи да реагира несоодветно, односно нашите тие Б лимфоцити, плазма клетки, наместо нормално што си лачат ИГГ антитела кога треба да се борат со инфекции, тука почнуваат да лачат ИГЕ. И всушност таа е ИГЕ посредувана имунолошка реакција, кои што во првиот момент треба да се создадат и го сензибилизираат организмот, односно си го наоѓаат своето место на површината на мастоцитите. И при прв контакт нема симптоми. Затоа, кога се пробуваат, например, нели, на почетокот нови храни, кажуваме 3 дена поред истата храна, затоа што на првиот ден нема да има реакција, меѓутоа понатаму може да очекуваме неисклучено, затоа што од втор или некој нареден контакт, нема правило сега кој ќе биде тој следниот, може да се случи алергиска реакција, затоа што во тој момент се ослободуваат тие медијатори од мастоцитите кои што се посредници на симптомите, односно главно хистаминот, нели, па ќе се јави црвенило, оток, чешање, нели, по кожата. Генерално, пошто зборуваме сега за алергија на храна, се манифестира со кожни, нели, уртикари, црвенила. Веднаш после консумирањето може? До кај 15 минути, да. Оваа реакција е за разлика од интолеранцијата се јавува многу побрзо после конзумирање на оброкот храна. И сега тука зависи колкав е степенот на алергијата. Може да биде или на конкретниот алерген, нели, кој што ја предизвикува кај конкретната индивидуа, пошто тука сега имаме разлики, не реагира секој исто. Некој може само со црвенило, чешање
па ќе помине, кај некој може да се јават и отоци на устата, но алергиската реакција бидејќи имунолошка може да биде, ако е многу сериозна, значи кај особи што се атопичари на повеќе работи алергични, може да биде до анафилактичен шок, до значи гушење, до гушење со отекување нели на гркланот и така натаму, што е многу посериозна состојба, нели треба да се реагира веднаш. И затоа, нели ако се сомневаме на алергија, правиме алерготестови и препорачуваме, нели, ако откриеме кој е алергенот, треба да се избегнува тој од исхраната. За да се избегне анафилакс. Затоа што со секое внесување ние потенцијално го зголемуваме ризикот за поголема сензибилизираност на индивидуата, што не значи дека некоја народна може да биде посериозна, иако претходно биле по, да речам, лесни алергиски, кои што со антихистаминици се решавале. Така. Кои се најчестите алергени на храна кај децата, односно на што најчесто се алергични децата, а на што пак возрастните? Така, најчесто први за да предизвикаат вакви симптоми. Млеко, јајцата, кравиото млеко да го потенцираме. Јајцата, млекото, пченицата, односно и глутенот може да биде, риба и морски плодови и апетисаните, значи кикириките посебно, но и останатите апетисани се од почестите алергени. И има сега и на некои овошја како јагода, киви, меѓутоа така тие се некои што почесто ги среќаваме. И интересно за детската возраст, нели, пошто може да по одреден период, нели, првин го избегнуваме, не се внесува, нели, се избегнува во исхраната инкриминираниот алерген, меѓутоа со, нели, внимателно контролирано од лекар внесување на помалку количини, всушност во текот на некој одреден период можеме да постигнеме толеранција и особата да се врати, нели, на не реагира и односно да може тој алерген што претходно правел проблем да може да го внесе понатаму повторно во исхраната. Така, од друга страна, дали пак блага алергиска реакција може со текот на времето да прерасне во потешка? Може, мислам нема правила, затоа што ние степенот на сензибилизираност на индивидуата не може да го знаеме. Мислам и тоа е променлив во однос на начинот на исхраната во текот на времето, што значи дека со мали дози може да направи поголема сензибилизација во текот на времето, затоа мора да се биде внимателен кога станува збор за алергиски реакции, посебно луѓе што реагираат и по-бурно. Така, да ги слушнеме тука прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Во програма сте, повелете со прашањето. Во јуни месец, не слушав од почеток, значи во јуни месец се оперисав и извадив лапароскопски жолчка. Од тогаш навака нон-стоп имам диареја. Значи 2 дена имам, па 3 дена немам, пак 2 дена имам, сите испитувања ги направив, значи на микробиологија све што требаше, све е во ред. И сега приметувам имам и слух во измедот. На што може тоа да се должи, мислам, кои испитувања јас би можела да ги направам? Каде да се обратите? Јас пијам Реостопер, по 2 тие се лижат и сега моментално 2-3 дена ќе ми помине, после пак. Во ред, да ќе добиете препораки и совети каде да се обратите на дополнителни испитувања на која специјалност, секој е добро. Да, овдека сега станува збор за поспецифичен случај, заради тоа што е извадена жолчката, тука се главно ензимите потребни за разградба на мастите од храната и бидејќи ги нема во доволна количина, останува и храната и може да направи вакви проблеми. Сега за овој проблем најдобро е со гастроентерохепатолог, пошто е специфично, обично пациентите добиваат препораки каква треба да им биде исхраната за да може да се регулира. Не знам дали пациентката сега била, меѓутоа пак ова не е интолеранција конкретно, затоа што ова е проблем најверојатно заради извадената жолчка. Така, доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до студиото, поздрав до докторката. Поздрав и до вас. Овака, имам 14 годишно дете. Пред 5 години
Ало, ме слушате? Да, пред 5 години ве слушаме, продолжете. Пред 5 години доби бронхопневмонија. Му правевме, од кога се излечи, му правевме алерготест. Го најдоа алергичен на полен, на мешана трева, плюс на јаткасти плодови, на патлижан, на компир, на рж, на повеќе работи. И ни дадува терапија Никсар. 5 години веќе га прима терапијата. Дали треба да продолжи или треба пауза да направиме? Или дополнителни испитувања да се направат, пак проверка, односно контрола. Ви благодарам, ќе добиете конкретен одговор и препораки за состојбата на вашето дете, каде понатаму и што да направите, секој е добро. Да, значи алергијата значи не е состојба која што генерално ја лечиме. Значи таа е состојба која што ја контролираме, затоа што лековите се генерално во намалување на симптомите. Има во одредени ситуации каде што можеме да го направиме тој свич, нели, за да направиме некој вид на десензибилизација. Меѓутоа тоа е за одредени алергени во одредени состојби и по препорака генерално на пулмоалерголог, затоа што се однесува на овие алергени, полени или домашни прашини, кои што навистина се цело време околу нас, па е потешко да се избегнуваат. Терапијата мора да се прима, односно претпоставувам дека ќе треба, ако веќе нешто се менува, мора да се направи контрола за да се види моменталната здравствена состојба на детето, односно дали се симптомите под контрола или не се, дали реагира или не. На своја рака не би советувала именување, затоа што со докторот кој што го следи, пошто друго е со сите параметри кога ќе ги види како оди состојбата, клиничкиот преглед и каква е состојбата во текот на овие 5 години на детето. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден, ве слушаме. Здраво. Имам прашање до докторката. При раѓање, после раѓање, се пораѓа во приватна клиника и ни понудија пакет да се провери интолеранција на лактоза кај бебенцето новороденче и испадна дека има интолеранција на лактоза. Меѓутоа, нели, тоа новороденче е само на доање. Сега веќе 6 месеци, почнавме со дохрана, нели, сега правово 6 деначук. Само интересира дали кога ќе дојде време за млечни производи, да почнеме со млечни производи без лактоза, нели кисело млеко без лактоза или грчки јогурт без лактоза, или да почнам со лактоза па да видиме како ќе реагира и дали навистина на тој неразвиен систем на, нели, дигестивен систем на новороденче може да има интолерација на веднаш лактоза после раѓањето. Така. Ќе добиете одговори и препораки, секој е добро, господјо Иван. Да, благодарам на прашањето. Да, ова е така една состојба со која што се среќаваме и точно како што спомнав, значи по сите препораки и овој тест кој што се прави, тоа е генетски тест за одредување на полиморфизми во генот за лактоза, тоа е генот за ензимот лактаза кој што разградува лактозата од млекото и тој полиморфизам е асоциран со состојба што се вика адултна интолеранција на лактоза. Токму ради тоа што го објаснив, затоа што потребно е да поминат години за да се намали активноста. Значи, ензимите, ако речеме дека ензимот има 100% активност, нели, кога ќе се роди детето има можеби мутацијата, меѓутоа сепак има доволно ензим кој што може да разгради лактозата, токму ради таа еволутивна предност затоа што ние ја користиме. Затоа што ако ние направиме тестови, значи направени се тестови на разни популации. Нашата популација, значи зборуваме еве Јужна Европа, околу 40% од населението е интолерантно на лактоза. А имате популации како Северна Европа, каде што многу се ниски тие бројки. Во однос тоа зависело од тоа како исхраната, ствари нашиот организам се адаптира, односно еволуира во однос на исхраната. Так. Заради тоа, во принцип не се препорачува правење на тестот кај новороденчиња, затоа што нивната исхрана е претежно на млеко. Така што, значи, од сите сознанија што ги имаме, нели, и достапна литература, јас би советувала да се почне со нормално, нели, кисело млеко, поготово кисело млеко, јогурт имаат и малку лактоза, значи не би требало, не очекувам да има проблем ради тоа, затоа што ова би очекувала понатаму во текот на годините да се примети.
Друга работа, што сакам исто да потенцирам, тоа со ензимот што го кажа. Значи, генерално, кога особи се интолерантни, има до негдека 5% активност. Значи, тогаш, ние велиме, посебно ако имаат силно изразени симптоми, значи, зборуваме диареја, им се дуе мешето, обично после внесување на таква храна, тогаш да, треба да се избегнува, затоа што прави проблем очигледен, кој што го гледаме, нели, проблеми. Меѓутоа, луѓето, таа активност може да е различна. Значи, кај нас не се тестира точно да видиме колку е процентот, што значи дека една чаша млеко испиена во денот може да не направи воопшто никаков проблем кај една индивидуа, кај друга може пола чаша млеко да прави проблем. Значи, тоа го оставаме откако, например, кај повозрастните, да еден период се исклучени за да се смират симптомите, нели, ако имаат по изразени симптоми, нели, да се смири ако имаат диареја или гасови и така натаму, па после да почнат да пробуваат. Значи, сирењето, млекото имаат повеќе и нели се продукти каде што ги има тие, па да проба да видат дали мало парче сирење им прави проблем, ама да не го мешат во истиот ден и со млеко, нели, па за да имаат повеќе, значи да видат, да тестираат колку можат да толерираат во текот на денот. Така да тоа е малце индивидуално и затоа е убаво да се проба. А јогуртот и киселото млеко во принцип имаат помалку и не би требало да бидат проблем. Така да мислам дека мајката може да проба, ама нека го следи детето да види како ќе оди. Дневник, како што рековте, да. Иако не очекувам дека ќе има проблем. Меѓутоа за понатаму дали треба дополнителен тест со тек на времето? Не. Има еден тест кој што го детектира ова што ви кажав колку ензим има активен, затоа што тука оди советувањето во која насока да биде. Во нашата држава не се прави, тоа е издишен тест, значи се дава млеко, па се мери колку водород е издишен, па тука гледаме колку е процентот на ензимот. Во принцип, значи и со проба, затоа што симптомите се пак се надол стомакот или болки, нели не е нешто што не може да се издржи, па можат пациентите и сами да тестираат колку можат да толерираат во текот на денот, за да знаат како да си ја менуваат исхраната. А пошто станува збор за доенче, нели, или првата година од животот, важно е да има разновидна исхрана со цел да се задоволат сите потреби што се потребни нутритивни вредности за да правилно се развива. Така, професорка, го фативме повеќе офативме лактозата, меѓутоа и глутенот е тука. Кога го споменуваме глутенот, доста често го поврзуваме со целијакијата. Пошто се разликува целијакијата од глутенската интолеранција и дали е алергиска или автоимуна болест? Така, целијакијата е автоимуна болест, тоа значи болест каде што нашите собствени клетки создаваат антитела кои што ги напаѓаат нашите клетки. Наместо да напаѓаат бактерии и вируси, сега тој што е нападнат е нашиот организам. Целијакијата е единствен исклучок во однос на сите автоимуни болести, каде што симптомите се јавуваат кога ќе внесете нешто од надвор. А тоа од надвор е глутенот, односно како што спомнав храна, нели што содржи глутен, житариците, пченица, јачмен и рж, и всушност тогаш започнува таа автоимуна реакција, односно се создаваат антитела кои што во овој случај ги напаѓаат цревните ресички. И всушност, како што знаеме, тие се нашите црева нели со многу ресички за да може да ресорбираат сите хранливи материи, така. Тука се ништат, значи буквално се уништуваат, ако станува збор нели за поизразена целијакија, значи не може да се ресорбираат хранливите материи, па затоа имаат многу чести течни столици и понатаму нели покрај дуење на лагодност, меѓутоа течните столици се многу изразени и вакво понатаму може да имаат секундарно други последици затоа што не се внесува, односно не се ресорбираат хранливите материи, па понатаму нели да доведе до недостаток на некои витамини, нели да имаат повеќе системски реакции зависно што е тоа што недостига во организмот. Може да имаат и кожни промени и така натаму. Меѓутоа има една група на пациенти, нели, а целијакијата само да напоменам е ретка болест, значи состојба не е толку честа во популацијата. Меѓутоа нели не само кај нас во светски рамки се појавија група на пациенти кои што и реагираат на глутенот, меѓутоа кога ќе се направи биопсија на црево кој што е тестот со кој што се докажува целијакија, не се гледаат промените што се типични за целијакија и тие се сврстуваат во оваа група на интолеранција на глутен. Значи, тие реагираат на глутенот, меѓутоа не со сите
системски реакции како кај целијакијата. Што може да се случи ако не се открие навреме и соодветно не се третира целијакијата? За целијакијата, може да доведе до посериозно оштетување на цревото и малнутриција која што влие од анемија до невролошки проблеми, затоа што едноставно целиот организам му недостасуваат хранливи материи, општо и замор и нефункционирање, а цревата да бидат сериозно оштетени, па да треба подолго време да се вратат во нормала. Значи, ако се докаже целијакијата, тука на вистина сме строги, значи не сме да се внесува глутен со исхраната, затоа што и малку е доволно да ја поттикне таа автоимуна реакција, и да ги оштети цревата, и тука се веќе станува збор за посериозни оштетување и симптоми. Така. Професорка, кога говориме за алергија, често знаеме да кажеме за алерготестови дека тие се како златен стандард во дијагностицирањето, меѓутоа кои дијагностички методи се користат при интолеранција на храна? Така, за алергија ни е полесно, имаме повеќе различни типови на тестови што ни се достапни, иако и тука не е наедноставно, затоа што често гледаме дека симптомите одговараат, а тестовите ни се негативни, што, да спомнам дека покрај основните состојки може да биде на адитиви, конзерванси, бои во храната, кои што не можеме да ги тестираме, што исто така може да предизвикаат алергиска реакција. За интолеранција, кога станува збор, работи кои што може да ги тестираме и кои што тестови се користат рутински на нашиот институт, едното е интолеранцијата на лактоза, и тоа е како што спомнав генетски тест, значи се открива дали се носители на таа варијанта, која што прави пониска активност на ензимот, или на варијантата која што во текот на целиот живот перзистира повисока активност на ензимот лактаза, и во однос на тоа ќе ја разградува лактозата од храната. И другиот тест кој што рутински се изведува е за интолеранција на глутен, значи одредување на IgA, антитела према глутен, према активна трансглутаминаза, кои што ги користиме во дијагнозата на целијакија или интолеранција на глутен. Така, бидејќи сме пред самиот крај од емисијата, како завршно прашање, може ли интолеранцијата или алергијата со текот на времето да исчезнат? Тоа не е така едноставно. Значи, интолеранцијата во принцип, значи, храна кога некоја смета треба да се избегне. Значи, за да не се јават симптомите, треба да се избегнува. Значи, ако имаме потврдено интолеранција на лактоза и со опит, значи, со внесување на храната симптомите, секој внесување ќе ги врати симптомите. Значи, нема да исчезне, затоа што ензимот, ако веќе е намален по активност, нема да се врати. За целијакијата, автоимуна болест, значи не сме да се внесува глутен. Не може да се вратиме пак да внесуваме, затоа што тоа е состојба што е доживотна, значи мора постојано да се внимава. Во однос на алергиите, во детскиот период, како што спомнав, постои можност некои алергии да се надминат, односно да се врати организмот во фаза на толеранција. Меѓутоа, мора да се биде внимателен и да се тестира. И да се следи пред се. А за многу од тие остануваат и цел живот. Покрај дисциплината, што е многу важна при вакви состојби, ваша порака за крај до сите граѓани и гледачи кои се соочуваат со овие две состојби? Да, значи секогаш кога се чувствуваат симптоми од дигестивниот тракт или кожни промени кои што може да ги асоцираат со храната, најбаво ако можат на почетокот прво да размислат и да видат со кои типови на храна како може да ги поврзат, па кога ќе се консултираат со доктор да му ја улеснат работата, да правилно ги класифицираме дали станува за алергија работа или за интолеранција, бидејќи пациентите често мислат на алергија, кажуваат интолеранција или обратно. Ги мешаат овие две состојби. А кога ќе ги распрашаме малце повеќе, ние можеме поточно да им помогнеме, да ги насочиме кон правата дијагноза. Така, професорка Мери Киријас, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи. Со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам многу на поканата, ми беше драго. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!